дојдовте во Нов Аснам. Денеска имаме незначена гостинка, Светлана Симоновска. Ни доаѓа од Австралија. Она е филолог. Има завршено Филолошки универзитет Блаже Коневски. Долго години има живеено во Чешка. А исто така има патуван низ цел свет и сега во моментов живее во Австралија и пред да оди назад во Австралија ја фативме у лет овдека и он има напишана една многу интересна книга за македонскиот јазик, односно за потеклото на нашиот јазик, што релативно малку се знае и тоа е таа една алтернативна македонска вистина која треба да се пропагира, затоа што истата е супресирана, овдека сме ние да говориме вистината, онака како што ние ја разбираме. Здраво, Светлана. Здраво, благодарам на поканата тука да Благодарам што во волку кратко време се одазва и драго ми е дека си гостинка на нашиот канал. Прв пат се надевам ќе има повеќе вакви гостувања од твоја страна. Да. Имавме ние еден прекрасен разговор до сега и фасцинантни работи и вистини ми пренесе овдека. Ти имаш напишано оваа прекрасна книга и на македонски и на англиски јазик. Да. За македонскиот јазик, односно за потеклото на нашиот јазик. Што ќе ни кажеш нешто спомна дека истиот е 7000 години? Да. Јас преку 10 години и ова првата книга ми е на англиски издадена, бидејќи сакав да проширам овие информации, не само меѓу нас македонците, туку и пошироко. И потоа и на македонски ја издадов и едноставно тоа е моето знаење на факултет, кај што завршив јазици, англиски јазик и литература, на УКИМ, што го викат сега, тоаш не го викаме УКИМ. И имам познавање, значи, и го имам изучувано јазико, граматиката на факултет, за сите јазици, нели, синтакса, морфологија, времиња, сите тие категории граматички што ги изучуваме за јазикот, како што пристапуваме. И плюс имав контакт со многу македонски дијалекти на факултетот секаде и многу зборови сум уча, значи, и плюс повеќе јазици зборувам. 6 јазици. И сега сите тие зборови во главата што ми се и правам споредби меѓу зборовите и наоѓам некоја шема. Да. Некој логично објаснување кој се базира на нашиот јазик. Да. И сите тие анализи што ги имам работено, многу ми помогна македонскиот јазик како база, како основа и така те насочува, ти ги отвора вратите и разбираш од каде доаѓаат зборовите. Бидејќи тие доаѓаат од македонскиот. И со македонскиот е како клуч, може да се отворат и да се најди вистинското значење, семантиката на многу зборови и кои што ги знаеме како туѓи, не македонски. И така, некои зборови се оригинал, исти. Сега зависи да речеме, ние кај нас, секогаш кога имаме слични зборови со некои други јазици, секогаш автоматски се вели дека од тој јазик потекнуваат, а не од македонскиот. Никогаш не го ставаме дека може да биде и така. Значи, само еднонасочна е улицата, не? Од двете страни. И плюс, да речеме, македонскиот јазик, значи, не се изучува надвор од Македонија. И сега гледаме и кај нас се угнетува, како потлачи, се притиска, се потиснува. Да, и се девалвира. И се става во спореден. А јас, например, обратното. И гледам посебно оние зборови кои што ги имам најдено, значи во сите области, именки, топоними, посебно на целиот македонски полуостров, кој што е преименуван во балкански од германскиот географ Август Цојне во 1808 година. Или има таму во Бугарија некој балкански венец и тој збор се практикува, после се применува преку целиот простор
Иако имаме докази дека се идентификуваат како македонски и во Црнагора има владицки мрдарија, таму имам спомнато, и други ликови историски пред 200-300 години податоци кај што од земја Македонија се кажуваат, дури и во Црнагора. Значи, постои тој поим и можеме слободно да речеме дека е тоа Македонскиот полуостров. Значи, тој е преименуван во 1808 година. И после се применува тоа име. Тоа е една тактика на Западот посебно, преку името да се изгуби трага и да се создаде конфузија. Знаеш? Преку име. Тие постојано така прават. Апсолутно. Со се, Јас знаеш? исто така, дали... Она, ние памтиме, нели? Да, Она, Ана. па, многу имиња. тоа е дел од тактиката, ја мислам, нивна, Така. затоа што они имаат ген на супериорност, што самите сакаат да Се поставува, се поставуваат како такви, а сите други се инфериорни и да. подчинети. подредени. И не сакаат никогаш да признаат дека е така вистината во ствари. Да, дека некој друг може, само тие, исклучиво. Особено јас бев во Канада доста време. Да. Ти во Да, 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 Австралија, да, да. ова англосаксонците го имаат тој порив да го кажуваат така, како што е, да се поставуваат. Па да, и Дали го имаше ти тоа? па јас и тука го гледам, само се следи како од Запад ке прифати, а минува што ке она, значи се е подредено по нивните норми, значи тие ни имат, значи денешната историја, тие ни ја пишуваат, а ние не му ја пишуваме нивната. Нас не прашуваат, тие ни ја наметнуваат, зошто, значи се однесува така супериорно шовинистички врз нас и не само нас, секаде така се однесуваат. И кога им може, им поминува, зашто да не, што се вели се, на некој начин. Сега ќе се вратиме на јазикот. Да. Кажи ми некои интересни Примери. Да. Некој, да речеме, имиња и во Библијата, и во антиката се слични на нашиот јазик. Да речеме, има Аспасија, например, таа живе во Атина и тоа е коренот спаси. Тоа име спаса има значење во нашиот јазик, или сотир, од кралевите, што се вика. Ние викаме, нели имаме глагол да се сотри и на англиски е слично slaughter зборот, разбираш? Значи ги споредувам, ги наоѓам зборовите во повеќе јазици, тоа од имињата. Потоа во римските императори има Трајан. Значи тоа е очигледно за мене македонско име и денес постои. Трај, да Трајче, нели? Па потоа Северус, има и река во Англија Северн и Севрес во Франција. Значи топоним се појавува тој корен македонски на север. На англиски го има како придавка severe, вика severe weather. Времето е многу ладно или остро. Да. Severe weather. Потоа да речеме Аурелие како орел, име Аурелие. Орли има во аеродром. Значи тоа е збор од птица кај нас, име. Имаме соколе име исто македонско, значи птици се појавуваат имиња. Потоа, например, во антиката имаме, да речеме, коренот мед, што го јадиме мед, така. И името на мечката медвед е од мед, го добила, веројатно, своето име. Имаме имиња како Архимед, Диомед, Медеја. Зошто го гледаме овој мед? Значи ти влегува во очи тој поим мед, што јас го идентификувам у македонскиот како мед што го јадиме. Тој е поврзан со некои јазици како што е во чешкиот, каде што бакарот се вика мед. И кај русите ми се чинит. Значи тоа ни асоцира, ни дава индикација на бакарното време.
Јас имав еден дедо, тој па се викаше Желевко. Него и железни има во Чешка како презиме. Значи и железното време можеме да речеме, кога веќе имаме бакарно меѓ, може да видиме и железно време. И она што викав за штиците, нели, викаме штица. Зошто е штица? Значи размислувам за тоа. И тоа може според мене да се поврзи со тоа што некои војниците носеле штитови од штици изградени, немале метални сите. Разбираш, имам видено и римски филмови нешто и со дрвени штитови, римски леги. Значи тоа се од штица ги прават. Да, штици, дрвени табли, како да речеме, така штици, рамни, да. Флавија исто, например, Флавија, ако го погледнеш името, многу често имаме зборови каде што П и Ф се заменети. И Флавие, толкувањето и италијанско и таму латинско вели дека е то светол човек или плав човек. Флавиус. Плав. Значи, треба да се навлези човек во имјата. Потоа имаме и во Библијата имиња, например, име како Арон или Арен човек. Грците па викат Арни за јагне. Арно нешто, така? Арен. Јаков е јак човек. Джейкоб на англиски, Јаков. Јасен, Джейсон. Може да биде дрво. Имаме имиња како Дабе од дрво на македонски Јасен. Потоа Милка во Стариот Завет го имам најдено, многу, значи, очигледно. Оти некои се подскриени, а некои се толку апла очигледни. Само е напишано со Ц и Х. Исто Наум го има во Стариот Завет. Само има таму Х. Нахум. Има, значи, Наум, Аум го имат и во Ведите, така, и Веда на чешки, во чешкиот јазик научник е ведец. Значи и Ведите, значи наука во чешкиот. Кај нас ведро небо викаме, значи се појавуваат со тоа значење. Потоа, например, Хомер е тука, например, сега логично размислуваш и ќе си речиш, Хомер бил слеп и како ги пишел тие, нели, Илијадата, делата, бил слеп. А тоа се појавуваат, често има, мислам, Верковиќ, еден од тие што ги собирал, како Цепенков, што собирале во 19 век песни се ја нашол една македонка од едно село во Серско, и таа се викала, се викала Дафина и била слепа. И од неј се запишал 60 песни. Значи, имат развиено чувство тие за повеќе да памтат, знаеш, не им се одзема вниманието од тоа што гледаме ние, знаеш, и памтат, има некои развиени чувства слепите. И ако е слеп, треба некој да пиши, така. Сега, Омирос го викат, и јас имам тоа Хомер, Омир, може да е дека овие се стихови што зборуваат за светот. А на рускиот јазик мир е свет и плюс има свемир. Вселената ние што викаме. Она што ми беше интересно е што зборуваме за Вселената и таа таму нема звук, така, таа е мирна, свемир. Така кажуваат. Оти не се пренесува звукот и е глува, и е мирна. И сега дали е то случајно со свемир одговара. Такви некои, Да, све мир. Да, све е мирно таму, свемир. Да. И овој Хомер, Омир зборувал за светот, што го знаеле и приказни за светот, да речеме, може да се толкува. Мир. Исто така, на тој корен, мир, го имаме античкиот град Смирна. И така е запишан во антиката пред 2000 години. А каде е локацијски? Сега се на турски, турците додават и однапред, како Истанбул, на место Смирна вика Измир. Значи, Измир, градот, се вика Смирна во антиката. Значи, малце го има сменато,
и кај нив стануваат измир на турски. И во оваа книга што е видовме од Ана Ана Комнена, првата жена историчарка, хроничар, таа книга е само на англиски, значи нејзини записи, таа исто така спомнува македонци, тракици во книгата и го користи таа е 1080, кога е ова напишано, 1100 12 век. 12 век, да. Па од нејзиното семејство ја имат изградено од тој период, таа династија Комнени, е изграден Пантелеймон тука горе, што е од 12 век. И таа зборуваат за крстоносците тие. Само не се сеќам, јас имам прочитано порано дека нели тие се 4 кампањи што ги имат крстоносците. Меѓутоа она во низината книга не идентификува македонците како македонци. Да, ги спомнува македонците, значи и тоа е на нација, националност, да, потврдено е и кај незе. И она што е интересно, јас објавувам бидејќи ги имам објавено книгите, и единствен аутлет или излез за мене е Facebook. И таму ги објавувам текстови свој и колку толку ги информирам јавноста кој го интересира. Толку не ме канат на во емисии. И таму објавувам и за ова Ана Комнена, нејзината книга и имињата за Струга, што е спомнуваат Охрид и како ги има напишано и многу топоними и македонци, да, спомнува. Сега, како што реков, таму имам објавено за еден епитаф од антиката, преку 2000 години стар, од Египет, каде што пиши Клейт, или Клейтус, нели, име, и се идентификува како македонец. И тоа е артефакт, камен, не е книги, секој пише што сака. Значи имаме ние артефакти за разлика од грците немат. Преку 2000 години кај што се спомнува нивната држава, тие имале градови, да речиме. Ама тоа име е наметнато со римјаните, почнат фалсификатот и продолжуваат со нивните чеда. Германија, Англија, исти се однесуваат и го потиснуваат, да, и ги преименуваат нештата. Македонскиот полуостров, балкански, хеленизам наместо македонизам. Значи, и, например, парите што ги печателе, нели, ги ковале, македонските кралеви, цареви, Александар, Филип или подосна, исто во Византија, најдолгата, прекрстена е во Византија, тоа е средновековното македонско царство, во Византија е преименувано во 1557 година од германски историчар Хиеронимус Вулф. И тоа е 104 години после падот на самото царство. Значи, тие тоа име не го знаеле. Она што тие го имаат, што е слично на тоа име Византија, е пари. Безант ги викат. И тие постојат. Значи, имале, тие се факти, имале пари кои што ги ковале и се вика Безант, што е слично на Визант. Сега може е случајно, тие не ни кажуваат како го прекрстија овие германци, ето. Значи, јас сепак се наслонувам на податоци. Вака, јазикот, зборовите, ги проследувам како може логично да се толкуваат. Ако ги погледнеме, оние толкувам, бидејќи јас се користам на интернет, книги, што било и нивните толкувања, како тие ги гледат тие зборови. И обично, значи, западното толкување и објаснување за етимологијата, потеклото на зборовите, обично само може да те дозабунат и секогаш се многу абстрактни. Ништо конкретно, tendential, опипливо што викаме. Тенденциозно. Tendential, како вика на англиски, се неопипливо, мислам просто. Па оној збор што го имаме тангира, то тангент, не ме допира, не ме тангира, нели? Постои нашиот јазик. Јас кога го толкувам, значи наоѓам глаголи, значи сотир, сотира, значи нешто што работи функционално. Па потоа птици, имиња, значи конкретно што постои предмети, Тесла, Тесалија, тоа е предмет. Самар, например Самарија,
го имат и ја имат областа и во Библијата. Самарија, добриот самаританец. Да, има некои топоними кои се поврзани со македонскиот јазик, а се среќаваат на други локации. Да. Дали е Некој, рековме Смирна, топоними, Синајскиот полуостров, Сина, значи имаме и бои. Александар, например, кога отишол во Египет, отишол во пустината. И таму местото се вика Сива. Сива е боја, во нашиот јазик постои, и евреиве го користа Јешива, вика, Сива. И мислам и Шиба, таа што е кралицата. Значи значи тие промени. И дали се однесува на сивка, мачка, бидејќи тие ги сакале мачките, на убави се, и има сорта шиба, ја викат и храна и таа мачката што е гледаш е сива. На самата производ шиба, храна за мачиња, да е сива, шиба. Да. И сега Александар отишол во местото Сива, се вика Шива и Шиба, таа кралицата. Дали убави се, нели лековме ги се клањале, како е worshipped на англиски, мачките. Тие се убави, нели, ама и ги бркале глувците што му го јадел лебот. И нормално ги сакале мачките, знаеш, она штеточини чистат многу мачките. Можеш да замислиш во Африка, таму кај што живееле. Не само глувци и многу други работи јадат, измивчиња и Значи биле полезни за луѓето. Па да, му го чистите храната, житото од глувци се. Па немале пестициди, нешто отрови, да речеме. Она Јахве, например, Јауеј, па и овие Јеховини сведоци. Значи, то се све варијации на зборот јаве. Нели викаме да ти се јави Господ. Сега ќе биде богојавление. Значи, Бог се јави. Тој збор јаве во нашиот јазик станал Јахве, Јехова, значи варијации. Значи, и дури во англискиот јазик таков збор не постои. In your dreams or in reality. А ние викаме ни на сон, ни на јаве. Јауеј, на англиски како вика. Значи варијации на јаве, а го имаме богојавление или откровение. Значи открие, да се објави, да се јави. Можеме да ги најдеме во нашиот јазик. Интересно е Мојсие, нели? Мојсие, нели се смееме, Мојсие, твој си е така. Ама има приказна позади тоа име, каде што фараонот во Египет, и тој фараонот зборот, нели, го имаме како фар за светла. И светилникот во Египет се вика фарос, фар. Така, светилник, свети, светла. Денеси во кај колите го користиме. Во чешкиот јазик постои збор за поп фарарш. Фарарш. Тие ж има, ж. И овој, да речеме, фараонот, нели, што живееле во Египет, имал сестра. И таа неговата сестра немала деца. И според приказната, овој Мојсие го пуштиле по вода. И бил како бебе, нели, во кошница. И ова сестрата на фараонот го нашла и си го зела и си рекла дека Мојси, ти си моје дете. Нели, Мојсие одговара, значи со приказната е поврзано. Вака има и повеќе, не се само вака во ова мисија нешто чепнуваме, а такви има повеќе примероци. Значи рековме сива боја, имаме Сина. Мислам дека во Егејска Македонија има врв Сињак, кај Костурско некаде таму се појавува тоа име Сино, Сињак. Потоа Магла, име Мегле, нели, Моглена, Малага во Шпанија. Во Шпанија има и Пиринеи, што е многу слично име на Пирин. И тие се оние примери што викам дека се многу слични. Загора во Грција и вода имат, не знам дали си видел.
продават Загора се вика. Зад гората во Хрватска исто Загорје, така? Го имам најдено тој поим и во Иран, најголемата планински венец се вика Загрос. Блато, потоа да речиме, значи имаме како блато Балтик, на Кал Кајлјари. Значи Кајлјари е во Егејска Македонија, како поим, топоним, ама и во Италија има Кајлјари. Кајлјари. Потоа во Црна Гора има Бар. Преку Јадранот има Бари град. Значи наши поими многу очигледни што се. Некој како што реков се поскриени. А блато доста Кал. Во книгата имам повеќе примероци, бидејќи знаеш кога користиш интернет и многу излегуваат примероци цел свет, имаш пристап, се е многу брзо алгоритмите работи и многу од тоа што сум го постигнала со старите методи, конвенционални методи би траело многу подолго, година плюс повеќе. Добро, потоа можеме да видиме. Значи овие топоними кои се среќаваат во Македонија И пошироко. Тие ги имаме и на други места во Европа. Да. И во Северна Африка. Да, во многу места, и до Кина. Сега имам еден текст, јас најдов многу зборови, на Facebook го имам објавено. А кои се причините да се повторуваат? Се селеле луѓето, па си ги именувале поимите на тоа што ги подсеќале на нешто или како? Тие, значи, зборови се потекнуваат од македонскиот јазик. Зошто македонскиот се шири? Затоа што имаме најстара азбука, а тоа ни го потврдува овој календар. Овој календар, што е преку 7000 години, е најстариот календар во светот, колку што знам, нели викаме кинескиот. А накомнена се придржува по тој календар. Го користи во книгата, го има и мислам дека во сите македонски цркви, во црковните книги постои. Значи во во незината книга кажува дека 6000 да, на 2-3 места го користи тој календар. Да, и јас мислам најшо на со истражувањето. Значи во 12-тиот век она користи 6800 година, 6800-та година. Да, на 2-3 места имам тука обележано, кај што еве тука долу, ова е страна 73-та, долу април месец го спомнува. 6580 април. Да, и уште на 2 места ми се чини, тука И годините за смртта на браќата Кирил и Методи се исто напишани со ова. Го имаме запишан на гробот на Свети Климент во Охрид. Има плоча негова, тој е починат во Охрид и таму му е плочата, гробот. Сега моштите се извадени, нели, после турците дошле, па не знам, главата му е во Бер, а Свети Наум во манастирот тој цел е зачуван неговото тело, моштите се оставени. И неговата плоча од Свети Климент е во старата црква Перивлепта, што е вика Света Богородица, некај Плавошник, таму предавал, нели, имал универзитет, ученици како било. А плочата му е во Перивлепта, таа црква. И на гробот му е запишано датата на смртта 6424 година. Значи имаме доказ тука со букви. Јас не ги знам како го пресметуваат, слично како римските букви. Ние овие арапскиве поново време ги користиме. Иначе во црковните книги се користит. Ама јас немам пристап. Еве имаме анакомнена ги дава истиот календар. Тука го имаме. А иначе многу книги нашите се изгорени, се во искрадени. Да, црковните книги. Нешто имаме, ама тоа можат најдобро да одговорат црковните лица и кај нас тие го знаат. А чутат, нели? И тие сите претумбации и промени што ги прави Западот. Например, исто така, ете видовме за тој случај за Требеништа таму кај што спомнува, нели, во другата книга, интересен податок. Да, за Требеништа беше интересен податокот. За Херодот. За Херодот.
Епа, добро, тоа е една многу интересна тема за Троја во Македонија и што книга е напишана за Троја како Љубен Стојановски, инженерот, сега пензија е. И во неговата книга како дават аргументи и податоци и факти за да докаже дека Троја може да е во Македонија, значи битките, затоа што имало градови исто како што имало Александри, 6-9 колку биле. И Филип има град, нели крстен по Филип. Имало и Трои повеќе, ама предпоставуваме дека има можност да биле битките градот, мислам тој град каде што бил тој градот Троја кај што биле битките бил во Македонија кај Бучин, ова селото. А има некои работи што се неоспорливи ни од западната академија и научници за податоци што се во Илијадата. А тоа е, например, реката Вардар. Таму се спомнува и дека е во Македонија, не е во Турција. И тоа е неоспорно. Значи, некои работи. И таму живееле пајонците. Се спомнува македонско племе пајонци. И ги викат криволаки пајонци. Сега секој лак е крив, може да е значењето тоа, а може да Тоа е поврзано со криволак кај нас? Може да е поврзано со топонимот, бидејќи пајонците живееле на Вардар, Аксиос, јаката река Јакси, и таму е криволак на Вардар. Може да е случајно, ама мојата цел е, еве и на Љубен, да ги информираме јавноста за овие податоци. Важно е, за да дојдеш до некој поткован, добар заклучок, мора да имаш податоци повеќе. Кога ти ја имаш само пола слика, the half the picture, не можеш да дојдеш до, исто како некој да те праша што мислиш за председателот на Малазија или Судан. Па што да мислам, немам податоци, од кај знам. Значи, треба повеќе да дознаеме податоци овие да се донесат, да се пристапа до јавноста. Значи, предпоставуваме дека таму може... Јас бе малце скептична, бидејќи за морето сепак се спомнуваат, а кај нас не било. Ама кога ќе се вратиш наназад, морфологијата била поинаква. Јас сум била на реката Рубикон, кај што бил Цезар. Па таа река е тоцкава сега, како бразда. А тогаш била поголема. И Вардар бил многу поголем тога, порано. И бил попловен, имале бродови поќе. Ова криволак и после пелазгите се спомнуваат, не, и да речиме немало море сега, ама порано да речиме било повеќето од Пелагонија била покриена со вода. И многу од таа вода и до Втората светска војна била таму и сушено е за обработлива почва, знаеш, 60-тите години. Иначе и сега, кога има дождови во Пелагонија, така држит земјата се полни со бари целата и стое долго време. Таква е глинеста, не е многу квалитетна, како струмичка на почва. И интересно е, например, фактот што јако Троја, колку што дознав, бидејќи јас не сум многу, мислам, Љубен има навлезено со Илијадата ја читано и на кои страни све, и тие ги има пренесено во една брошурка што сакав да ја направам, скратено, луѓево, и не може да се најди неговата, за жал, книга, издадено, исцрпено е. И за овие имиња, еве, криволак, пајонците, и овие што нападнале на Троја се спомнуваат со бродови, а самата Троја нема флота. Значи, Пелагонија била доста плитка, ама покриена со како Панонија. Панонија во Војводина, таму горе, ја викале Панонско море. И имат најдено и брод, археолошки ископини. Така да било поинакво просторот, повеќе води имало и Пелагонија било доста голема вода, површина. Има некои имиња и Моравија и во Чешка, значи море се појавува поимот на повеќе места, Морава. Мене ме фасцинира тоа што кажа за Моисије. Да, па да, и некои се многу очигледни, да, и тоа е најдобро објаснување.
мислам, работата е луѓето треба да има повеќе објаснува и дури јас самата на пример доаѓам до повеќе објаснувања за некој поим, затоа што имаме слични зборови. И сега овој збор што го толкувам личи на овој збор, ама и на овој збор бидејќи се слични. На пример, бор борис. Може да се бориш, а може да е дрвото бор. Да речеме слични се. И сега борис од каде доаѓа? Од што се бори, што е силен или од бор? Од имаме имиња од дрва. Дабе, јас знам име, јасен може би е Джейсон, што вика на англиски. И така некои имиња. Джесика, можда е Јасика, од кај знам. Подсетуваат. Значи, има многу поими што се во Библијата, што се ваму и те подсетуваат на некои зборови. Ами се чисти и јасни, ние ги знаеме како наши, што ги да. употребуваме у секој ден. Мајкам И не треба да се објаснуваме што е тоа. Тоа што сакав да речам за јазикот македонски го подценуваат, посебно и во Грција, и тие немат познавање на македонскиот јазик. Ниту пак објаснување за истиот. Па ние ги гледаме. Например, за Трајан, ако прочиташ некаде Википедија нешто од западов што е, вика непознато потекло. За нас е тоа јасно, за нив е непознато, не се сигурни, а никогаш не гледат во македонскиот или словенските што ги викаме. Според ова што гледаме со овие податоци, словенската група на луѓе се најголема во Европа и преку македонците се најстари. И зборуваме она што рековме за патот на свилата, што е 6000 години стара и како што се пренесуваат овие топоними, постојат, можеме да ги вратиме со патот на свилата, што 6000 години постои, од таму од Кекина до кај нас, и овој календар, значи, тие, како што реков, зборови, топоними се македонски. Зошто? Затоа што сме имале писменост. И сме имале со календаров е доказ дека е преку 7000 години, а не Кирил и Методи ја измислиле вчера, како што му одговара на Западот. Значи има промени. Исто зборуваме за требеништа за Аминта, така? Да. И јас таму го видов надписот што сега го нема, а пиши дека има материјални, таму пишеше, и јас го сликав, дека има материјални податоци дека Аминта потекнува од требеништа и дека е погребан таму. Тој е дедото на Александар, така. Да. Аминта трети, синот Филип, негов Филип втори, и после Александар трети, Александар Македонски, што го викаме, Alexander the Great го преименува, за да не викат Александар Македонски. Ние викаме Македонски, а мислам и русите викаат Македонски. Исто така. Значи, тие промени со јазикот што суптилни, перфидни на Западот. И тоа го забележувам. Јас не му е, ама суптилни се и плюс му веруваш слепо. Што и да речи, прифаќаш. И кога не знаеш повеќе, што ќе речиш? Тој ти вика вака, ти ќе речиш, па да, како што рековме, што мислиш за претседателот на Малаев? Знаеш, не си подкован, немаш податоци. И за мене целта е вака да се документираат овие податоци, да се донесат до јавноста, за да има подобра слика на нештата. При самиот збор историја ние можеме да го толкуваме, така? Како можеш да го толкуваш? Па сторена работа, нели? Нешто што се сторило во минатото, викаме исторена зелка, нели? И на англиски го имаме story, што е сличен. Значи слични семантика, слично. Сторена работа. Да, што се сторило. Значи, историјата е за нешта што се сториле во минатото, што е сторено, што се стори. Со македонскиот најдобро се објаснува. Потоа, да речеме, и латински, не знам како... Рептил? Рептил. Од реп? Па да, од реп. До тилот. Па да. Значи, он е поврзан од... Да. Па гуштери се рептили, а тие се интересни, специфични се, нели му се откачува и паѓа репот, големи репови имаат, знаеш, она влечуги што ги викаме. Поврзани се од тилот, то реп. Да, одговара. Има логика. Рептил. Да, рептил, да. И исто така се вика репа. И репата имат репче. Шеќерна репка, нешто. Да. Има како реп, вака. Има репче. Логично одговара.
Ама за тоа да го направиш треба да го земиш македонскиот јазик како корен и подлога и база. За да се види толкувањето. Да, Зошто одговара. е тоа така? Ти да ги гледаш тие грчки толкувања нешто не се толку убедливи, не се прецизни, конкретни, како реп, она се гледа, нема тука, значи, она визуелно е предмет е, визуелно е, не е абстрактно, како љубов зборот или, не знам, младост или некој, ти може секако да го толкуваш, да речеме. Значи, историја се стори. Се стори во минатото, да. И некој, значи, зборови ги користа во грчкиот со друго значење. Например, тие вика полизесто, зесто е жешко. И денешниот грчки, например, женема се променува. Сидро е во македонскиот јазик, на грчки сидеро е железо. А котвата сидрото е железно. Значи, како е променато значењето. Исто, например, некој очигледен пример е глоса. Вика глоса, гласови. Па во рускиот, кога имаш подкован си со повеќе јазици, може да потретува на голос. Русите вика за глас. Значи, глас од главата, гледа на латински се други некои интересни зборови што ние мислиме дека доаѓаат од... Да. Еве, например, латински, аква е вода на латински. На италијански и латински тие се слични, нели? Ние викаме накваси. Наква. Првата буква ја нема. Аква. Накваси. Плебејци, плебејци, плева. Потоа тривијално, нешто ситно како трева, тривијално. Знаеш како ти асоцира? Кран. Кран е како странски збор, нели? Дигалка што викаме. Кран е предмет што крева работи. Така и креветот е подкренат, не е на земја. Разбираш, логика на македонски има смисла. Треба да размислам. Потоа дигнитет, нели рековме, човек што се цени себе си, што е горд, оди со дигната глава, дигнитет има почит, нели? Стрес. Странски збор стрес, нели? Што значи? Па стресено, знаеш, те стресите, уплашите, знаеш, трауми. Има смисла, има логика. Скала, значи скала за одење, нели, и ние викаме, дури имат и врв на Олимп се вика скала. Сега италијаните и латински веројатно исто го користат скала како ние. Истото значи има скала, нели, за да се искачиш. И операта е вика Миланска скала, така, таа е најпознатата опера во Италија, Миланската скала. И во природата постои македонскиот збор за камен е скала. И скалата, камен е високо. Значи, што е постаро? Каменот или скалата што е направил човекот? А која е поврзаноста, не знам? Епа, каменот е високо, оди нагоре, и скалата те носи нагоре. И скелет е тука скеле. Значи, скелетот како скала е. Како каменот што е висок нагоре. Кај нас постои како камен, скала. Потоа, не знам ова да речиме календар. Сега, например, доаѓа Божик и има Коледа. И Коледа е веројатно поврзан со фестивал, мислам, нели, прослави и со жртви што со нас, се коли. Ние и коледе-леде пееме, ке колеме теле. Така, значи со колење е поврзани веројатно. Колете, да се заколи, за да јадиме, да се веселиме. Така? И можно е од таму да доаѓа и самиот збор календар. Календар. Затоа што календарот потоа доаѓа, а постаро е веројатно тие жртви, колење, јадење. Да. Логика. Одлична аналогија, вака интересна поврзаност. Да.
Знаеш, на пример во грчиот технологија, нели? Техно, да ти текни, нели? Што ти текна. Значи ти течат мислите, тек, протек. Идеи. Значи ми идеја мисли, викаме, ми идеја. Ти иде, што ти иде на памет. Значи, треба да излезиме од тие рамки, од тие што не ги поставиле, да, окована рамка, да. Иначе идеја, како беше уште еднаш? Идеја? Па идеја, да речеме идеја, па и тоа име ми се чини, има и во Илијадата, само примерот не ми текнува. Да, од идеја, ми идеја мисли лоши или ми идеја мисли, така обично. Ми идеја лоши мисли на памет, така. Може да си слушнал. Што му иде на памет такви идеи, му идат. На лошо му иде, само на лошо да прави, да иде, му иде. Интересно. Да, потоа интересно е ветко, значи на латински ветко вјехо, веќе вика за старо. Сега во Костурско, во Егејска Македонија викат ветки ветко, тоа е старо. Потсетува на ветки, на дрва, на ветки гранки. Ние викаме ветви алишта. И оттаму имаме ветерани, постари, ветво, ветерани. Потоа имаме, да речеме, збор во нашиот јазик дрво и древно. Значи пак семантика на старост. Дрво е дрво, а древно е слично. Кај во грчкиот јазик го имат зборот палео, што значи старо, а дрвата се палат. Гори. Види логиката, на пример, гора. Гора е горе. Дол е долу. Во англискиот дол го има како Dale, Rockdale, Arndale, дал. И во норвешки во дал, за дол, долина. Значи долот е долу, ама кај нас во нашиот јазик го објаснуваме, има логика, дол е долу, гора е горе и гори. И што има тука оспорно, нели? Точно е. Све е логично и се објаснува. Да. Ние го разбираме сето тоа. И сега Западот колку знае за тоа, кога ти не го учиш македонскиот, не го почиташ, ти вика не гледај таму во македонскиот, гледај. И така грците може да се индоктринират. Затоа што не го знаат јазикот, а ние го знаеме јазикот, еве технологија, па логос што вика, па лог е слог во многу зборови, залог, облог, ложи, дрва, ложа, ложење, аналогија, наложиш, залог, облог, многу прилог, лог и логос било. А што значи лог? Па ложи, наредиш, така, да редиш. Например, го користиме во за палење дрва. Наложи. Да. А кај нив е само логос и што значи? Абстрактно нешто. Кај нас е конкретно. И на англиски е logs. Да. Значи, со македонскиот јазик си се Има наложи. Да. Си функционира без logs дрва, ги ложиш, ги ложење, топлење, нели? Ложите, не ложите, почнавте, зима е, нели? Зима, зошто е зима? Затоа што ти зема се. И земјата ни дава. Ние земаме од земјата. Име од земја има, например, змија. Змија и змеј, имињата му се од земја, бидејќи се од адот, од гадот, од земјата. Разбираш, од таму излегуваат. Од дуп. Разбираш логика, она. Значи, со македонскиот јазик. И да речиме, и турски, и така натака. Еве, например, во англискиот, ми го им кажуваше тој еден Одисе Белчевски, за зборот yesterday. И тој вика, yesterday е стар ден. Yesterday. Што е интересно, е поминат ден, нели? Во англискиот assertive е насртлив.
Assertive, сигурно може да си го Да бидеш нападен. Е, насртлив. Некои се очигледни исти. Providence го вика, ние провидение. Значи, видение, нели? Провидение. Она што беше медицина, например. Значи, логично, ако размислуваш, ќе ти речи, тамо ти вика дека е грчки збор и објаснувајте, само ќе те збуни. Ако размислиш логично, ќе си речи... Мед. Дека е поврзано со мед. Зошто? Затоа што се лечеле луѓето со чаеви, со многу горчливи билки, нели, и денес апчињата се со билки, со тоа, нели? На децата му даваш шуруп, а шурупот е со шеќер за да го пијат, иначе не икјат. А како е поврзана медицина со мед? Го добро, тоа е наставка. Треба да го кога студираш јазици и го бараш коренот, кои се наставките, тоа е морфологија. И треба да сепак ти треба јазик да студираш за да можеш да го десектираш, да го разложиш зборот и да го бараш коренот, значењето каде е, а што е додатно и споредно. Разбираш? Не знам дали рекоме за перка рибата. Тука дури го имаме наставката ка, што е во македонскиот и денес, нели? Рибка и така натака, нели? Ка. Перка е во грчкиот вика перка, перкес, перка им е риба, сорта. А кај нас перка се перките, нели? Плива рибата со перки. А во англискиот го вика perch, перч, е преземено. И сега, например, не е тоа лесно, знаеш, не можеш сите одговори да ги имаш одма и 100%. Некаде се чувствуваш посигурен во толкувањето, а некаде е посложено и треба повеќе јазици, повеќе... Кога би работеле на ова работа повеќе луѓе, многу повеќе и со повеќе јазици, доста и уште повеќе ќе се постигни. Например, copper на англиски е... Бакар. Да. Сега... Да, и тоа што реков за медицина, цина е наставка и може да ја најдеш таа наставка кај други зборови. Сега многу често кога сега наеднаш не можам да ми текни, треба да се подготвам, ти така ме прашуваш. Да. Немам примерот си сега. Не, ова е прекрасна еден поглед кој е многу различен. Да. И она се чувствуваш... Од конвенционалното, меѓутоа кога го разложуваш мислењата и кога го разложуваш и ги рационализираш и објаснуваш базата, тогаш се make sense, логично е. И едноставно. Да. Иначе сложено, мистериозно и се нервираш а ова се смееш и си оптимист и позитивно. Знаеш, се чувствуваш и повеќе empowered, знаеш, иначе си изгубен, што значи, не знам, ова вака, така, само како улички се губиш. Например, значи има слични зборови со македонскиот во англискиот, како што реков, например, mead и во норвешки мјод е мед. Нели тие имат алкохол прават од медовина, што викаме, на англиски е mead, на норвешки мјод. Потоа goose, на англиски е гуска, е goose, многу блиско до нашиот. Ние имаме ка наставка, како перка, што рековме, рибата. Hawk е јастреб. И тука се работи за око, Кај нас, на коренот око е сокол, со око остро. Мене не би ме изненадило и Софокле, неговото окле да е името од око, од сокол некое. Знаеш, така има логика, бидејќи и тоа име постои во македонскиот, од птици, соколе има имиња. На англиски hawk е име, презиме јастреб. Штрк на англиски е stork. STORKE. Exactly. Да.
Срби не вика род, ти нели ги носи бебињата род, род така нешто, кај нив е подруг. Она интересно објаснување за land, Deutschland, Greenland. Тој збор може би потекнува изгледа потекнува да речеме од македонскиот збор, што е доста македонски, а тоа е зборот ледина, land, ледина. Земја и ледина. Тој во другите, не знам дали го има во бугарски, но некои другите, е многу специфичен, доста интересен македонски збор. Потоа седло е на англиски saddle се пише седло. Свејка е Добро, има две значења saddle му да е и глагол. Да. Saddled with debt. Разбираш? Стока. Стока, да. Стока, Stock stock market. Стокхолм. Кај што има пазар, кај што се собирале луѓето, да, точно. Пазар е, зошто се вика пазар? Затоа што треба да се пазиш, инаку ќе те ограбат. Треба да се надитриш. Како и пеја, ако го начекаш и тој како им продал смола за мед. И го имат во прилеп, како споменик таму направено, кај што има мед, а то било смола, личи на мед. Значи пазар е за да се пазиш да не те украдеш, а стока е стока кај што се продаваат стоките. Merchandise, значи, Merchandise е работи некој. Да, предмети, добра, и стока. А како е поврзано со предмети и работи? Merchandise. Тоа е од мерење. И овај богот Меркур го покажуваат со како бог на трговијата. Една од работите. Меркур. Вау, фасцинантно. Маркет, геометрија, да мериш, мерити, симетрија, метро. Тоа е наш корен. И го имав најдено и во Египет, кај што имате една некоја личност, што е како врач, кај што праe лекој и мерит се вика мерит. Во Египет и мерито ти лекој така нешто, па нели овие што се фармација. Copper, што рековме. Сега да речеме copper е бакар и кај го наоѓаме, го копаме. И коптите, нели? Коптите со копање со тој корене. Сега, овие русите викат за чадење со копчено, така копање. Затоа што кога правиме, да речеме, јаглен или нешто пред илјадници години, кога чаделе и го ставале в земја и чади, јагле, например, в земја, дупка и порано. И копале, копер, исто копер, бакар. Значи од коренот копито, нели, копно, коптите. Има таму интересно за тие коптите, нели викат овие од некој од нив се од Египет. Да. И биле подковале копита коњски. И ги викат, да речиме, некој роми има во Косово или некаде ашкали. А ашкали се искали. Затоа што железото се кали се. И таму е квалитет. Затоа што кога го калиш, добиваш. И затоа грците вика кала. Добро. Не е од кал, јако се слични, затоа ти викам се, а ти кај ослушниш кала, калимера и кал, и калење железо или челик е слично, искали. Ама е различно сепак. Имаме и калај. И тоа е на тој корен, тие се слични зборови. И затоа треба да имаш познавање кој е поточно. Сега, например, кога грци, ќе речам кал нема за квалитет не одговара.
А калемење, калем, значи калемење дрво е за да биде подобро, така, сакаш калитет. Французите вика калите. И да, интересно. А квалитет како? Па така, да, калите вика французите. И од подобро калење, значи ти кога го калиш железото, го правиш во челик, во подобро, појако, работиш го калиш. Да, как се кали. И подобро кала. Ова беше едно фасцинантно. А имаме појуки, ама добро. Да. Зборуј. Не, али фасцинантна. Ја се надевам дека повеќе ќе имаме вакви емисии со тебе. Zoom е една алатка преку која што може исто така да комуницираме. Да. Сиве овие зборови што ги спомна, ако се гледат од македонска перспектива, имаат рационално и логично поврзување. Да. И со нашето разбирање за јазикот, преку јазикот. Да, што значи дека тоа што го притиска македонскиот јазик и што го има смисла. Значи сака да ја скријат вистината. Ти вика не гледа во македонскиот, тој е вчерашен или што било, ни вика 45-та или не знам што. А македонскиот јазик најдобро ги отвара овие врати и јас, например, многу години се занимавам со ова и ако не ги отвора тие значења, логика, ќе се разочараш, ќе се откажи, затоа што научник пробува се, човек што работи и греши, ама се повеќе се чувствувам посигурна и Наука. Да, Ука. Да, ука. Па оние може порезна Ханука, овие евреите има збор Ханука, како се извртени. Да. Интересно е. А каде може да се купи твојата книга? Па преку интернет, кај мене е, имам јас Значи, ова е Светлана Симоновска. Македонскиот јазик, потекло на јазикот, корен на зборовите. Да. Имам ја вебова страница и се вика Macedonian Origins, www.macedonianorigins и .com. Таму може да се купи. Па да, имаме имейл и може да ме побараат ако луѓето денес толку не читат, ама мислам дека е доста интересна тема. Да, вака, ние ќе ги ставиме во објаснување во description. Да. Така да секој може врска. Да, линк и така да секој може да има пристап или сака да купи книгата. Да коментира, да коментира било што, колку поише ја го знаеме ова вистина, толку подобро за нас и многу интересна е книгата. Повеќе се врзани, гледам многу зборови, има објаснување за нив. Да. Ја да ти се заблагодарам што беше гостинка овдека кај мене и на нашиот канал. Се надевам иднина ќе направиме повеќе вакви интересни емисии. Јас бев фасциниран од твоето знаење и поврзување, логичен сплет. А може да се сподели, зошто да остане само моје? Апсолутно, и сметам дека сите ние кои сме македонци треба да и пошироко треба да ја знаеме оваа вистина која е супресирана. Да. Тоа е малце како песна на Не знаеш кој си шо си. Така, народе македонски. Да. Слично. Колку повеќе имаме ние не треба да се не само плашиме, насрамиме кои сме, што сме, него ние треба да идеме подлабоко од сето тоа. Да ги прошириме видиците, да речеме, да се од тие окови да се ослободиме западни или. Ја мислам, да. И јас така мислам. Благодарам што беше моја гостинка. Благодарам што не следевте во овој прекрасен подкаст денеска. До следното јавување ви пожелам се најдобро.